Лека ноги, драги гледачи. Ова се најновите вчерашни новости, а вие сте чекор за сите. Петар, се надевам те знаат од дома дека си тука. Секако Јована, јас сум Петар Цветковски, водител на вчерашни, и мислам дека гледачите знаат дека ова е сериозна емисија, дека ние работиме точно по прецизни продукцијски принципи. Така што моите одговорни, а и моите дома знаат и одобруваат што јас правам тука. Одлично, Петар. А се надевам и вас ве знаат од дома дека гледате вчерашни. Ако е така, еве што последни ќе дознаете. Вчерашни анализа, како одат промените во институциите. Скандал, трговијата со органи во Македонија зема замав. Ексклузивно, нова песна на нашето музичко небо. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа, зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел енергетски пијалок ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Пресрекна вест. Како што јавуваат од опозицијскиот курир, автопатот Смоквица Демир Капија е готов и е вистинско инженерско чудо. Автопато има дужина од 28 км и чини 217 милиона евра, што е скоро 8 милиона по километар, малку поевтино по километар од скопско такси. Иако просечно 1 километар се прави за 3 милиона евра, ние не сме тука да судиме, затоа има судови. Сепак се смета дека ќе се активират клаузулите од договорот за каснење, затоа автопато е завршен точно за да го отвори Заев место Груевски. Од Струга ни доаѓаат вести од поезијата. Оваа година со Златен венец ке се закити еден наш млад, но надежен автор. Неговата поема "Жената е" го магепса жирито, кој истакнува дека едногласно ја донело одлуката. Точно така. Предпоставувате дека станува збор за пратеникот Ванко Верманчев, кој оваа година ќе биде лауреат на Струшките вечери на поезијата. Ја имаме честа да ви ја пренесеме во целост оваа поема и ја користиме оваа прилика да му честитаме. Добар ден, колеги претеници. Сега ќе изрецитираме една моја песна, "Жената е". Звезда во рака доближена, сказна долга, најсложена, мок со занес, вооружена, желба в живот продолжена. Фала, колеги пратеници. Тебе дете ваа водата смени ми ако сакаш. Фала ти. Фала ти многу. А тешка кражба се случи во Охрид. Од куќа се украдени 2 саксофони и кларинет, со што крадецот во еден момент поседувал 66% од саксофоните во Република Македонија. Полицијата го пронашла крадецо, откако соседите го пријавиле дека неуспешно се труди да ја свири земја македонска на саксофон. Како што велат соседите, тој звучал ужасно, но тие не знаеле дека живеат до таков монструм кој кради саксофони. А сега следуваат локални новости од Пробишти, Дебар, Демирхисар и Пехчево. Мала шала. Продолжуваме со вчерашни.
До редакцијата на вчерашни допреа вознемирувачки информации за драстично зголемување на трговијата со човечки органи. Како што дознаваме, во земјава си имаат намножено разни посредници кои ги спојуваат продавачите со заинтересираните купувачи. Еден од нив ја раскажува својата приказна за вчерашни. Трговија со органи е една од најопасните работи. Дали ве знаат од дома со што се бавите? Да, бе, ме знаат. Добро, и например на баба ти кога ќе кажеш што работи, што ти вика? Кои органи се најпродавани на пазар? Најпродавани на светски пазар ти се джигер, бубрези, срце, али кај нас има еден многу специфичен орган, што многу се бара. Сега го нема, многу порано го имаше, а тоа е образ. Образ? Како мислите образ? Така бе образ. Значи некој нема пари, некој од политички побуни, од патриотски побуни, доаѓа го шитка образот. Како тие луѓе после живеат без еден образ, естетски не изгледа убаво тоа? Така живеат безобразно. Живеат безобразно. Добро, ама кој се ги продава образите? Кој све? Имаш политичари, значи имаш спортисти, архитекти, пејачи, оперски глумци имаш. Еден куп луѓе. А која е процедурата за да се стане безобразен? Прво партија идеш, они те гледат, те праќаат кај нас, гледаме колку ти е чисто образот. Те гледам ти чисто образ имаш, сакаш да ти направам ценичка. Не. Ајде бе да ти направам, што се плашиш? Да водаме емисија на телевизија без еден образ не е убаво за камерата. Студио? До мене е доктор Јонче кој што ќе ни прочита, оди понатаму, кој што ќе ни прочита нешто. А сега се селиме во нашето студио 83, каде го имаме Мартин 99, кој со својот гостин денеска ќе разговараат на темата стрес. Да погледнеме. Добро вечер. Точно знам дека скоро па сите сте под стрес, иако ја изгледам вака насмеано, не насмевката ми е во опис на работно место, длабоко во мене нормално дека и јас сум под стрес. Уствари, знам еден човек кој што не е под стрес. Сара. Сара, добро вечер. Добро вечер. Дали е точно дека не си под стрес и дали знаат точно каде си? Знаат каде сум, но не сум под стрес. Добро. Ајде вака да разговараме малку. Што е стрес? Тоа е премногу обврски, немање доволно време и немање енергија во телото за да ги обавиме тие обврски. Така, и како сега ние би можеле да се ослободиме од тој стрес или треба да го намали? Што треба да направиме со тој стрес? Треба прво да научиме правилно да дишаме. Значи, јас со дишење можам да без стрес да бидам. Може. Кај го научи ти тоа сега? Јас тоа го научив на семинар, на Art of Living Happiness семинарот, така да можете и вие. Добро, има некој доаѓа гуру нешто, некој ти покаже, диши на нос. Баш така, ни доаѓа гуру наредна недела од 12 до 14 мај, така да сите заинтересирани можат да повелат. Тука кај нас доаѓа. Тука кај нас доаѓа. И што ќе правите, ќе дишите сите заедно? Ќе дишаме сите заедно и ќе изучуваме интересни мудрости. Ни доаѓа учител од Индија, светски познат, Свами Ваи Шампајан, што во цела Европа, Свами Ваи Шампајан, тој индиец и ни доаѓа директно од Art of Living центарот од Бангалор, интернационалниот центар на фондацијата, така да ќе може да го запознае. Извини, дали ова дишење помага и навечер, да речеме, кога се прават оние работи? Помага за се, за повеќе енергија, помага. Така, за да може да трае. Така. Па, ете, од прилика знаеме сега како да го избегнеме стресот, еве како што можете да видите, Сара воопшто не е под стрес, така да, ете, не ни трзна. Така да не ја задржуваме повеќе Сара, мислам дека треба да продолжи, да оди да вежба, а ние да продолжиме со повеќе стресни прилози. По отворениот ден во Собранието на Република Македонија, кој оваа година имаше рекордна посетеност, повеќе институции ги отворија своите врати. Имено се организираше наградна игра во која само дел од најсрекните граѓани добија можност да видат одблиску како функционира системот и државата. Токму така, студио се наоѓаме во полициската станица Весел Пендрак. До мене е еден од добитниците на 8-дневниот притвор. Роберто. Роберто, како се чувствувате? Прекрасно е! Значи не ми се веруваше дека можам да добијам ваква награда. И мислев дека овие притвори се наместени, ама ете не сум бил во право. И секај. Заедно со мене исто така и командирот на полициската станица Митко Пендрак.
Господине Митко, ќе може нешто да ни објасните повеќе околу отворениот ден? Да, секако. Па видете, откако ќе дојде до запознавање на лицата со нивните права, истите ги и нивните обврски, истите ги испраќаме да се запознаат со собата за испрашување. Во таа соба тие поблиску се запознаваат со процедурите, со персоналот и со мебелот кој што тука престојува. И знаете, некој од нив доаѓа до појава на таква една невидена среќа што почнуваат да пуштаат што нешто што по нашиот полициски жаргон се нарекува солзи радосници. Само јако може нешто да кажаме. Значи, но сега Ете, драги гледачи, Роберто ќе биде после ова пренесен во основниот суд на отворениот ден, а после тоа ќе се испрати на отворениот ден во некој од нашите скопски затвори. Ве молам само потргнете го малце тоа. Судбината и луѓето кои што ја... Дечко, да немаш цигара? Останете цигара. Јована? Продолжуваме со вчерашни. Соросовите медиуми кои слугуваат на квинслишката врхушка на СДС, предводена од славобалистичкиот предавник Зоран Заев, за последен пат ја изманипулираа јавноста. Имено тие измислија дека минатата недела во законодавниот дом влегле лица со фантомки и насилници, но ние за потврда ја прашавме претеничката Владанка Авировиќ. Еве што таа кажа. Не влегоа луѓе со качулки, тоа беше само народ. Ние во салата која бевме, немаше такво нешто, нити па знаевме што се дешава надвор од салата. Состојбата со упадот во собранието ги загрижи сите општествени чинители. Така со своја реакција на настаните се јави Сојузот на офталмолози на Република Македонија. Да, Петре, така е, се слушаме. До мене е доктор Јонче кој што ќе ни прочита, оди понатаму, кој што ќе ни прочита нешто. Ајде, листов. Ајде, побрзо. Сообштение. Сојузот на офталмолози на Република Македонија изразува голема загриженост за состојбата. Посебно загрижувачка за нас е состојбата на пратеничката Владанка Авировиќ, која во четвртокот не можела да види маскирани лица во собранието. Од Сојузот сметаме дека пратеничката Авировиќ може да има недиагностициран диоптер или евентуално катаракт. Па ете за тоа ја покануваме на бесплатен преглед. Што толку? Да, толку. А зашо доаѓавме ние до овде? Видете, недиагностицираниот... Не, добро, во рете, ти кажа што имаш да кажеш, ти реков тргни се од мене, не ми се доближувај, зашто доаѓавме до овде? Дали сте нормални? Петре? Ланчо, пуштено, смирено, во рете, а ние продолжуваме со вчерашни. Добар ден. Ау, пардон. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекаат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 на минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт со уникатна боја,
цврста пена и посебна арома. Староградско. Момент на вистинско уживање. А сега на повесели теми. Каква е модата оваа пролет? Што ќе се носи, а што е аут? За ова ќе слушнеме од нашиот моден гуру Маја Ристов. Оваа пролет, директно од модните писти во Алепо, Сирија, стигнува модно освежување кое што ќе ги реши сите овие проблеми. Да, станува збор за фантомка, чија што мода на овие простори го доживеа својот врв во 2001 година, а повторно се враќа на модната сцена. Пригодна е за секоја пригода. Вечерно излегување, влегување во собрание, излегување од собрание, за разни соби. И што е најдобро, ве прави да изгледате послабо, скоро и невидливи за органите на МВР. Пролет од мода излегува и зелената боја затоа што природата се раззеленува и големи се шансите никој да не ве примети. Затоа се препорачува носење на кошула, она што во модните кругови е позната како кошула за земање на оценки во трето одделение. Но не се враќа во мода само фантомката. Во мода се враќа и еден друг стар тренд од пред неколку векао – носењето чалма. Иако сите надежи се дека овој тренд нема да фати корен во Македонија, сепак тоа што го носи дел од политичкиот ештаблишмент, значи дека многу лесно може да се префрли и кај обичните граѓани. Исто така оваа пролет, драги мажи, во мода е и джентълменството. Некои зли јазици велат дека е тоа мртво, но последните настани го докажаа сосем спротивното. Од модните писти за вчерашни Ленка Маленка. Не сите раководители на институции се сменети. Некои многу добро се прилагодуваат на новонастанатата состојба. Затоа го посетивме кабинетот на Ристе Туџаровски, сопруг, татко, камелеон, професионалец, човек, но пред се директор. Колегата е на терен. Овој тендер никако. Добро, ето папала маца. Добро. Да, Јована, еве сме тука во една институција каде ќе поразговараме со директорот. Момент, па како? Не, не седној на таа столица. Па гледаш дека ова е стара столица е оваа и бојата више е излитена. Еве нова столица, седни. Момент и ќе ве молам друг пат без најава немој да доаѓате. Значи најавете се кај секретарката надвор. Ќе ме фатите неспремен. Такви сме ние новинарите. Така, еве седнете слободно. Ете. Добро. Момент. Само уште неколку ситници. Ете, така нема више. Црвено. Ете така. Да. Ете така. Како се снаоѓате со промените сега? Промените? Видете, промените се одлични, значи промените се константа, така да убаво е да се случуваат промени, нели да се внесе некоја свежа крв. Јас лично, мене не ме засегаат, јас сум голем професионалец и јас не сум врзан со ниедна партија. Да, гледам. Не, момент, да, ете така, да. А да се најавевте кај секретарката, се ке беше во ред. Ете, така. Добро, што следно ќе се случува? Па вака сега, сите ние професионалци ќе се потрудиме, нели да останеме на работа. Нели јас ви кажав, јас како професионалец ја навистина ништо немам сгрешено. Ја изминативе 10 години работам свесно и одговорно и јас навистина немам што да кријам. Да. Благодарам. Доколку немаме прашања, предлагам да почекаме да дојде пожарна. Студио? Како се одвива трансферот на власта во институциите? Првите промени се забележуваат на раководните позиции во собранието. Предлагам да видиме како е на терен.
Добар ден. Ау, пардон. Не, влези. Јас да ве поздравам само, Маријан сум јас. Да ве поздравам само, успешна работа да ви посакам. Шо ви треба, кафе, чајче, тука сум одма ходникот десно. Професионалец, а? Да, се Баш ме разбира, горде. одамно сум тука. Маријан, прашајте кого сакате, баш ми е драго, тоа само сакав. Конечно, вистински човек за права функција. До вчера како беше, леле, да не ви кажу. Како беше? Ужас, не се знае кој јаде, кој пие. Ужас. Толку само да не ве задржувам. Баш убаво, супер. И кај господинот Талат го примети што поголемо ставете што е ова, да личи, наше знаме. Нема потреба, мало е она, али ќе расте. Пиле тоа расте, нигде не брзаме ние. Така си. Добро, во ред, пријатна работа, само да ви посекам, кафе, чај, шо треба. И се извинам, уште како е на албански за кафе? Кафе бе исто. Чај? Чај. Па шо не плашат нас двојазичност, ова исто е кај нас лично. Што ви треба, тука сум. Само викнете Маријан. Пријатно. Кафе, чај, џус, то све исто, мајко му. Не сум размислува на тој начин, мајко му. Маријан! Бурек ме миш. Исто и кај нас, слично. Со месо. Мес. Еден, ајде. Одма, фала. Уште една среќна вест. Петар ни тргна со среќниве вести неделава. За кого, како? Како и да е, од јавното предпријатие Водовод и канализација ни стигна соопштение кое веруваме ќе ги направи среќни жителите на Свети Николе. Тоа не личи на ништо, плаќамо секој месец, редовни сме, а ово шо е? Да нема ни раце да измиеш, ништо да не измиеш. Ја вчера отидов до Гурбинца. Без вода не пива. Тргајќи по решение за хроничниот недостиг на вода за пиење во Свети Николе, јавното предпријатие Водовод и канализација излезе со идеја како да се надминат проблемите во интерес на граѓаните. Од таму вела дека секој вторник и петок на Свети Николчани вода ќе им носе актеров Владо Јовановски, кој истата функција имаше и кога упаднаа собранието. На воа се огласија гевгеличани и викат кога е слободен Владо, може и нив да им донесе питка вода за пиење, за тоа што сегашната им е загадена со арсен. Од јавното предпријатие Водовод и канализација уште се немат произнесено за воа барање на гевгеличани. За време на конститутивната собраниска седница на 27 април, пратеникот од редовите на Беса, Зекирија и Ибрахими на собраниската седница почна да ја пее албанската химна. Да погледнеме. Rreth flamurit tonë të përbashkuar me një dëshirë. Надлежните од собранието изјавија дека албанската химна се пеела затоа што има многу нови пратеници кои можеби не знаат која химна е официјална. Затоа ветија дека ќе одржат краток курс за сите пратеници да ја научат химната. Затоа која химна ќе треба да ја научат не е до крај прецизирано. А кога сме кај пеењето и пропеувањето, нова песна го збогати македонското музичко небо. Ексклузивно за вас премиерно во вчерашни го гледаме спотот и песната. 1-2, добро е. Парче земја не е баш такво какво што си мислиш ти. Демек GDP расте, а ние уште по контењери. Експертиве го трваат, паметните ќутат, поплашици. Варда роди врби, дур Хорхе мандатот го додели. Тија зепа ми остави, џабе депресии и седници. На нив заборави, собери све во куфери. Па пари искрадени, нема да ги вратат нив. Но вечна си ми ти, Македонио. Вечна си. Македонио, како си? Дали си срекнути? Технички министри и степани пратеници. Македонио, срекна си, имаш бугарски пасоши. Македонио, жива си, и без плата и без пензии.
си цело ти? А сега време е за времето. За да ни го каже тоа, тука е внукот на Симе Временски, Силвестар Ведар. Да погледнеме. Лека ног, драги мои. Времето не време. Можни се значени врнежи од солзи поради транзицијата на лав од позиција во опозиција, што може да влие лошо врз коските на оние кои патат од остеопороза или се припадници на новата позиција. Биометео. Не полно, ако си лидер на одредена партија. За сите други иде пролет. Лека ноќ и се гледаме наредната недела. Тоа беа вчерашни новости. Вие сте чекор за сите. Така, Јована, сега можете мирно да спиете, бидејќи конечно дојде живот во Македонија. Не е така, Петар. Ние последни ќе дознаеме ако дојде живот. Тоа беше се за вчера. Добро утро. Добро утро и од мене. Македонијо, стрекна си, имаш бугарски пасоши. Македонијо, жива си, и без плата и без пензии. Субатен тревит. Соба море, румс, румс. Види го, не разбира. Зошто не си цело ти?